Stand up, Македонија! Може, добро вечер, Скопје! Мрзам тврди предмети. Подалеку, браќе. Волку луѓе на едно место у Скопје има само биро за вработување на митинг. Јеби га. Да, значи, а имаме и мунгоси од Африка. Не знаев. Тазе увезени преку Гевгелија на топло. Братче, тебе некој црнец да не те фатил, бе, од Савајле? Го има фатено црнец, еј. Зато така се смее. Он се смее длабоко у принцип. Ама ако му го, знаеш, опазали кога го фатил црнец, ој, да ти е, и сега така се смее, Ако, може. Значи, само у биро за вработување на митинг. Зашо ние правиме избори на секои 2 години? Зашо? Тоа е национална стратегија. Ама ќе стасаме до тоа. Знаете ли вие што е најбитно за македончето у политиката? Сендвичите. Значи не е битно кој ќе тепа на избори. Не е битно што ќе се дешава после избори. Битно е дали ќе има сендвичи за време на избори, бе, брат. Тоа е најбитно. Зашо имаме избори на секои 2 години? Туку така, не сакајки, од рукав, ај на 2 години. Темек, таков е периодот. Не е женова таков да е периодот. Значи, не е тоа. Тоа е смислено, мислено, мозгано, национална стратегија за прехранување на овој народ. На секои 2... Па луѓето преку цела година немаат шо да јадат, двај чекаат избори да дојдат, бе. Гага сендвичи, братче. Ама пази, кога ќе размислиш малце подлабоко, не се само сендвичи. Маичка ќе си ќариш. Капче. Беч. Ексклузивитет е беч. Па сега тамо март, април, ладничко е. Ладничко е, може некој шалче ќе падне, ќе улета некој шалче. Или еве ја, например, или вунена чарапа, иновација. Нели са иновации бараме, даваме пари за иновации, нови идеи, програми се пишуваат. Од мене една програма, бе. Идеја, одма. Вунена чарапа, братче, усред избори. Ти мене бомби, ја тебе вунена чарапа. Ајде бе, дојди, ела ваму. Премести се со време, брат. Затоа имаме ние избори на секои 2 години. Втора најбитна работа за македончето политиката, знаете ли што е? Реформите. Реформите, али у однос на сендвичите. Значи, мене ми е многу драго што нашите партии ги следат светските трендови, да, и светските трендови викаат дека во последните години во светот се појавија многу вегетаријанци. Така и кај нас. И имате нова реформа, план проект. Реформа на терен, одма спроведена. Баба! Сега немате само сендвичи. Имате сендвичи и сендвичи за вегетаријанци. Едните со салама и кашкавал, другите само со кашкавал. И чатпат павлака. Ама тоа само за главниот митинг у Скопје. Да ги мотивират. Како бе да ги мотивираме овие вегетаријанци? Брат, тури павлака. И како ти текна у пичку, матерно, еднаш се живее, бе, ајде. После ќе фатиме тендер, ќе наплатиме и за тоа. И после скупи биле изборите. Па како не се скупи? Сега одма ќе пресметаме колку сендвичи ќе се изедат. Одма. Едниве ќе поделат едно 25.000 сендвичи, 30.000 максимум. Другиве ќе поделат едно 100-120.000 сендвичи. Тоа се у старт 150.000 сендвичи. Пута 2 евра. Колку пари е тоа, бе, брат? Пута маичка, пута капче, пута вунена чарапа. И после скупи биле изборите. Па нормално дека се скупи. И овие нашиве партии прават избори на секои 2 години зашто го сакаат овој народ. Треба ли овој народ да јаде нешто? Треба ли да го облечеш? Што е тоа порано? Една мајца 4 години. На шо личи тоа? Сега, братче, на 2 години.
Таман ќе ти се излити тоа крукче тука бројката, нова мајчка си може, братче. Може, ајде да се напијам малце вода. Фала. Избори се ближат, газови ќе се лижат. Да, јас си знам. По мене. Тоа е друга тема. Така си е. Избори се ближат, ама мене ми е многу драго што вечер во Скопје избра да дојде на стендап. Добро вечер. Многу ми е далеко ово, бе. Оди вам, оди, не се плаши. Оди. Ете тука. Сега. Значи, вас ви дадоа сендвич да дојде тука? Какви педери сте, без сендвичи не мрдате од дома, бе. И после, како си ја напунил салата? Со сендвичи, како сум ја напунил? Овие што нема дојдено, нема добиено сендвичи. Затоа нема дојдено. Иначе официјално сме распродадени, да ви кажам. За сите што ми се налютија денеска што немаме карти. Додека сме тука ке политичарите, сакам да кажам дека нашите политичари имаат една професионална деформација. Таа деформација се вика многу ветува, брзо заборава. Дополнителна деформација ништо не исполнува, тоа е друго. Значи, он нон-стоп ветува, другарче. Само ветува, например, значи, тоа му е така, он така функционира. Например, Сабајли иде на работа, искача овој комшета што е невработен, нели? Само он е вработен у зградата. Нема друг, он и жена му, толку. И искача се сретнуваат тука со комшијата, нели, у влез и комшијата вика добро утро. Ич да не се кираш ке да работиме и тебе и жена ти, мајка ти, татко ти, деца сите ќе работиме. Ама братче, моите се починати. Ја како нека искачат на гласање не е проблем. И ама сте дарежливи ко плата у државна администрација, од први до пети тачно. Одма, аплауз, браво, добро е. Фала. И тоа му е професионална деформација, братче. Иде ке жена му, пред да искочи да иде на работа, на седница, иде жена му се шминка, него перцепира 2%, и има швалер жената, шок курац ти. И доаѓа овој, унатре, женава се шминка и он влага, нели, обеќава. Жено, ветувам дека вечер кога ќе се вратам од седница, ќе имаме секс, ако треба и 2 секса ќе имаме, и ветувам, сега дека ова со рокови, нели тоа, сега нели е тоа модерно, ветувам дека нема да свршам пред ветеното, а ако свршам пред ветеното, да умрам или загинам за Македонија. Модерно е, братче, рокови. Докај си ти со тоа? Па не знам, премиер, ушта во неделја. Тоа е рокови. Значи, како што знаете, правам турнеа низ и иначе за тие што не ме знаат, јас сум Бојан Велевски, за тие што ме знаат, јас сум исто така Бојан Велевски. Иначе као хоби се бавам со глума и со стендап, а по професија сум баксус. Сега ќе ви кажам и зашо. Значи, ја на времето кога прв пат сум се родил, кој свати. Значи, на времето, татко ми многу сакал да има керка. Еве ја керката. Малце со брадичка. И тука има брада, ама не, тоа не е битно. Тоа беше ирелевантно беше. Непотребна информација. Тоа ти е као некој кој ќе ти дојде знаеш, си седите си правите мобитите, се убацува трета особа, блиска, вика, леле брат, како сум се посрал се у пичку, мат. Не, фала за информација, мислам, немаше да спијаме, брат. Кој ти курат за тие? Немаше да спијам, бе, затоа беше ирелевантна информација. Нема везе. И татко ми на времето многу сакал да има керка. Сега, татко ми се вика Зоран Велевски, ама на времето имаше туку у Скопје еден многу популарен балетан, повозрастните го знаат, се викаше исто така Зоран Велевски. Велам имаше, бидејќи човекот веќе не е меѓу нас. И јас сум роден у исти ден со керката на Зоран Велевски. Да, жива вистина. И доаѓа татко у болница, нели бидело тоа што бидело, доаѓа татко у болница,
Доктор вика, Зоран Велевски, да, Зоран Велевски, сопруга Велевска, да, Велевска, да, земји, втори спрат горе, шо биде? Керка! Одма тука, вртење телефони, дедо, баба една страна, дедо, баба друга страна, чишко една страна, баба, детета, сите доаѓа тука, плехови, музика, се дешава 300 ствари, бомбонјери, фрчат скари тука, идат нагоре, се качуваат на втори спрат, влага, еве, вашата сопруга. Братче, ја може сум пијан, ово е керка ми, брат, али ова не е жена ми 100%, еј. Женава го гледа, вика, докторе, ја не сум пијана, тазе породена, ово е керка ми, али овоа не е муж ми, другарче. Чекайте малце сега, Зоран Велевски? Да бе, да, Зоран Велевски. Велевска, да бе, да, Велевска. Балетанот? Не бе, ја у желеница работам. Ау, ти си другиот Зоран Велевски, бе. Ти си на трети спрат горе. И шо? Машко, пудат. И дошол татко и кој ме видел, првите зборови му биле, пуда тибам, баксусот да тибам. И како да се вика детево, да не се вика Баксус, Бојан. И така се роди Бојан Велевски, Баксусот. Али види, има една позитивна ствар. Тазе увезени мунгоси, многу ги обожавам у Гевгелија, имавме какви мунгоси имав у Гевгелија, тројца напуштија пред време. Не ме терајте. Значи, Баксус, братче, Баксус, али види, има една позитивна ствар која знаеш дека си Баксус, барем знаеш дека никад нема да фатиш у кладилница, бе, брат. Не факаш у кладилница, крај. Значи, јас сум толку Баксус, што и да сакам да уплатам ливче, ќе ме згази кола на пут на кладилница да тие. Значи, не бе, брат, не уплаќам, разбираш. И сакам да прашам тука од мажите у публика да крене рака некој, дали некој имал грда девојка у животот? Шо рече? Само мушко си имал? Не те разбирам, брат. Ке речев да те рече грда, да те разбирам. Вака не... Валја он те разбира таму. Може да си размените бројчиња. После. Ке ми биде интересно, Па идем црнец ако ви сува. Јако ке биде. Ке јадете банани цел ден, зрели. Јако зрели банани. Скоро црни, знаеш. Со многу витамини. Значи... Не, добро, битно ми е дека се забавljаме, тоа е најбитно. Значи, види сега, грда, у реду. Види сега, нели као жените важат за понежна половина, за поубава половина. И тоа, знаеш, кога имаш грда девојка према внатре, меѓу вас не е проблем. Према надворот проблем, братче. Значи, нели, доаѓаш и викаш, добро вечер, јас сум Бојан, ова е... мојата... половина. Значи, види, од друга страна, например, окей, добро, например, кога другарите ќе си фати јака цура за девојка, муабетот у друштвото е многу конкретен. И конкретно насочен кон конкретни точки. Нозе, къс, цицки, уста. Леле, брат, каков гъс има и. Леле, братче, колко е, леле, братче, ако ти е цура, не би, просто не ме сваќај погрешно, брат. Значи, конкретно е, има зашо да се прави муабет, разбираш? Имате муабет, кога е грда, шо ќе му кажа, брат? Он среќен, као овој, фатил цура, разбираш? Конечно! Една му е, таа е! Братче, има една песна, викаше "Ние живот и една жена, ама не ја знаеш таа." И доаѓа типот, вика, среќен, вика, братче, кажи каква е, јака. И сега ние стоиме код срепо и 5 души го гледаме. Да бе, брат, топ. Општо е, разбираш. Да бе, онака, цура ко цура, разбираш, топ. У тело? Кажи како јако тело. У тело?
топ карактер има у тело, братче. Кога ќе ја видам многу убави очи има у тело да ти е. Значи, толку е грда, што кога ќе го отвори фрижидерот, пола храна се расипува, брат. А ова го зборам од искуство. Мене никој не ми дава дома да се фатам за фрижидер. Сигурно и на тебе, брат. Од тука те гледам.